Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар, почитувани гледачи на Алфа телевизија, вие сте на вистинското место, бидејќи вечерва и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Пописот од октомври ни покажа колку се кревки на теренот и односи помеѓу македонците и албанците, полни со предрасуди и полни со недоверба. Темата на нашата вечерашна емисија дали уште еднаш тие односи помеѓу македонците и албанците со или без попис ќе бидат ставени на ново временско тестирање. Ако во октомври бил реализиран попис во Република Македонија, Лјупчо Ѓорѓевски, врз база на своето политичко искуство, тврди дека процентот на албанци би бил некаде околу 30%. Пред 10 дена, Основното училиште Цветан Димов се прекрсти во Хасан Приштина. Значи, македонската јавност може би малку знае, меѓутоа Хасан Приштина е човекот кој во име на албанскиот дел преговара со Тодор Александров 1921 година околу, условно речено, поделба на македонската територија на албански дел кој би отишол кон таа голема Албанија и македонски дел кој дал би бил независен или бидел кон Бугарија. И сега ако Хасан Приштина добива основно училиште, а македонците така се бунат за Тодор Александров, како тоа денес да го разбериме? Ако вие појдете во тие три училишта кои сега имаат покренета иницијатива да ги променат имињата на школите, вие ќе видите дека во сите тие три училишта македонците останале од 3 до 8%. Тоа е процентот на децата македонци кои учат во тие училишта. Значи, на крај краишта тие училишта можете да останат со македонски имиња, меѓутоа фактичката слика зборува за нешто друго. Значи, тоа е втората илузија која ние не сакаме да ја признаеме. Мислам, таа илузија сега е зголемена со одложувањето на пописот. Јас сметам дека најголемата грешка на Македонија е да живееме во илузија дека албанците се помалку од 25%. Кој ќе излезе политички банкротиран од пописот, дали тоа ќе бидат македонците, дали ќе бидат албанците, односно дали тоа ќе биде ДУИ или ВМРО ДПМН. Пописот беше одложен, бидејќи премиерот во последен момент спречи фалсификат. И тоа сите проценки кои човек ги добива од овие статистички експерти, кои дека албанците годишно се зголемуваат по бројност помеѓу 5 и 6 илјади, за 10 години таа некоја бројка од 50 до 60 илјади, говорат дека албанците денес не би биле 25, туку биле некаде 27-28%. Мојата проценка, која јас исто така ја правам во база на многу разговори со луѓе статистика и со некои други институции, јасно зборува дека процентот на албанците веќе е многу поблиску кон 30%, отколку кон 25%, и за тоа има три фактори. Прво, чистата демографија, каде што чистиот наталитет на албанци и македонци внатре во територијата, каде што имаме јасна слика дека ние сме тука во тешка дефанзива. Вториот момент, да речеме, уште пред 10 години процентот на албанчињата, јас кога бев премиер, значи 2001 година, процентот на албанските деца во македонските училишта во прво оделение беше 30%. Сега е 32. Сега, ако не се лажеме, 32 или 33. 33% тука е некаде. Значи, пазите, само тие 10 години да ги погледнеме, а да не зборуваме дека и пред 2000-та година тој процент бил негде кон 30%. Значи, ако не е сега на овој попис, за 5 години, значи албанците дефинитивно ќе гласуваат 30% од македонската севкупно граѓанско тело. Меѓутоа, не е само тука чистата демографија во проблем. Тука имате вие механички прилев најмалку од 2 до 4.000 секоја година, дали од Албанија, дали од Косово, на граѓани во Македонија, дали од Јужна Србија. И имате третен елемент, кој ние многу го подценуваме и воопшто не го зборуваме. Масовното асимилирање, односно доброволно пишување како албанци на турците, торбешите и на ромите. Јас сметам дека таа бројка е ненормално голема, која ние исто така замижуваме и со нашиот однос на некој македоно-етноцитет кој постојано го демонстрираме во Република Македонија. Тука би го свел на еден ирационален начин и ова приказна со антиквизацијата и со Александар Македонски, ние ги одбиваме сите други етнички заедници од нас и ги лепиме кон албанците. Така што сметам дека ние демографски ќе се изненадиме многу непријатно и мене ми е жал ако оваа влада смета дека е победа да нема попис во Република Македонија. Знаете, господин Ѓорѓевски, бројките велат дека 2002 година биле 509.000 албанци. Ако го дадеме тој природен прираст,
Ова асимилација која велите на торбешите, на ромите, која е стравична асимилација. И не зборуваме за неа. Значи, јас мислам дека некаде помеѓу 7 и 8 илјади годишно се зголема бројот на албанците во Република Македонија. Проценка е... Тоа значи дека сега би биле некаде 570-580 илјади и тоа некаде на ниво на 27-28% од популацијата во Македонија. И премиерот вели ние спасивме Македонија, нема да има попис. А тој попис покажа колку сме кршливи прво ко македонци и колку се кршливи тие односи на теренот со албанците. И да знаеме какви потези да повлечеме, не смисла радикални, туку јас уште пред една година ја исфрлив таа теза дека Македонија веќе тешко може да ја брани тезата Македонија е земја на македонците. Многу често со пописите се верифицираат сите те етнички крвави чистења кои се прават на теренот. Ние дојавме тука во Вуковар, тоа да го провериме на лице место. Градот беше срамнет безмалку со земја. Што се вели цигла на цигла немаше останато. Ја сам рекао да град Vukovar изгледао као Хирошима и Нагасаки након, само што су таму бачени по една бомба, а у Vukovaru je 3 mjeseca uporno, ja bih rekao i više, grad Vukovar sistematski rušen, granatiran. Svaki pokušaj agresora u jednom pješadijskom napadu zajedno sa tenkovima je bio odbijan i onda se to radilo na daljinu, da nas se sistematski ruši, da se sistematski ubija. Kada bi se skupio sav eksploziv ili sve bombe koje su bačene na Vukovar, taj sadržaj, onda bi ta bomba bila daleko veće snage nego što su bile bombe za Nagasaki i Hirošimu. Сите приказни на војните се всушност приказни на границите. Токму тука во Вуковар требаше да поминува таа граница на голема Србија. Вуковар, Винковци, Вировитица, Карловац, Карлобак или тоа е таа граница за која денес во Хак му се суди на Воислав Шешел. Дали во Вуковар беше спроведено етничко чистење и од страна на Југословенска народна армија и подоцна од хрватските власти и дали Вуковар 15-20 години после сите тие крвави настани ја промени својата етничка или статистичка слика? Pa čujte, ja znam da kad je Vukovar pao, da su svi morali otići iz Vukovara. Вуковар беше еден од трите убедливо најбогати градови на просторот на поранешна СФР Југославија и после падот на Вуковар, односно неговото заземање од страна на ЈНА, кој ЈНА се повлаква од градот, тука беснат бандите на Аркан, белите тигри и единиците на капетан Драган. Некаде околу 4 месеци тие парамилитантни единици го изнесува богатството на граѓаните на Вуковар. Тука беа тие Арканови тигри, беа тие единици веројатно на Шешел, значи сите тие парамилитантни структури на српската армија. ЈНА одбира Вуковар да биде на некој начин местото кај што ќе покаже целата своја сила. Зошто Вуковар? Ако велите дека е град кој е космополитски, кај што живеат 23 националности, кај што комунистичка партија на поранешна Југославија таму, зошто ЈНА одбира Вуковар да биде тој символ, кај што ќе скрши кичмата на Хрватите? Vojska se izmaknula nakon pada Vukovara, nakon našeg zarobljavanja i prepustila je njima grad. Prepustila je njima grad u smislu ratnog plijena od naše imovine, pa čak i ono što je najgore od naših života. Tako da smo i mi bili njihov ratni plijen, gdje su se iživljavali na razne načine. A rekao sam da je grad Vukovar bio drugi grad po gospodarstvu, a onda smo mi bili imućni. Čujte, to je bilo 3 mjeseca odvoženja naših stvari iz Vukovara u ko zna koje dijelove Srbije ili, ne znam, ovih okolnih mjesta koje su bili. Со Насер Сибери, еден од најголемите албански политичари во текот на 90-тите години, разговараме која е вистината за тие наводно 150.000 државјанства поделени 93 и 94 година за албанците со потекло од Косово. Господин Сибери, 15 години ги слушаме тие приказни за 150.000 државјанства кои се поделени 92 година. Која е вистината за тие 150.000 државјанства поделени претежно на албанци со потекло од Косово? Прво, не е точно дека се дадени 150.000 државјанства. Колку на се? граѓани кои потекнува од Косово. Не се 150.000 или не се на граѓани кои потекнуваат од Косово, да дефинираме? Да, не се 150.000 државјанства дадени на граѓани кои потекнуваат од Косово. Што е вистината? Еве, ние сме разговарали неколку пати приватно, ме интересира пред камери. Која е вистината за тие 150.000 државјанства? Прво, значи, околу квантумот, ако
околу бројката, доколку тоа е суштината на прашањето, мада сметам дека одговорот би бил поеднаков. Тие граѓани не добија на тасна државјанство, статус на државјани на Република Македонија. Значи, како адхок мерка, значи? Како адхок мерка, инстант мерка за еднократна употреба за конкретна ситуација. Значи, Тоа беше постапка уредена со закон. тоа значи, господин Изебери, чисто да појасниме, тоа не значи дека денес седнале две политички партии во власта, се договориле и утре дента. Значи, утре 150.000 луѓе станале државјани на Македонија. Апсолутно не. Значи, потврден е одговорот дека не е така. Дека не седнале не двајца, туку ниту групи, ниту комисии, ниту никакви структури да решат една таква конкретна ситуација. Напротив, имаше постапка утврдена во Законот за државјанство на Република Македонија, дека сите граѓани кои потекнуваат од бившите југословенски републики и кои имаа непрекинат престој во последните 5 години во Република Македонија, низ аплицирање ќе стекнат статус на државјани на Република Македонија. И во таа постапка, Значи, кои се бројките? Тоа прашање го уредуваше законот. Тоа не беше За државјанство. Да, законот за државјанство. Тоа не беше став политички, не беше конкретен донесена одлука. Тоа дури се разговарало. Јас со Глигоров имам разговарано со некои од учесниците на тие лидерски средби на председателите на поранешните југословенски републики во тој процес на распаѓање на Југославија. И веројатно еден од тие неформални заклучоци било дека сите граѓани кои потекнат од просторот на поранешна Југославија во моментот на затекнување, кои ќе се затекнат на денот на независноста во било која република, да треба да така, апсолутно така. И политички став тоа беше така. 15 години ги слушаме тие приказни за 150.000 државјанства кои се поделени на албанците со потекло од Косово, а де факто испаѓа дека биле поделени само 40 до 45.000 такви државјанства. Колку е бројот на лица, ако не е 150.000 државјанства, колку лица добиле државјанство по овој основ, па се со потекло условно речено од Косово? Овој број на лица кои по основ на потекло од поранешните југословенски републики во моментот на распаѓањето на СФРJ се затекнале во Македонија, а кои добија државјанство, по моите информации тогаш беше негде околу 40-50.000. Значи, помеѓу 40 и 50.000 се луѓето кои во прва фаза, значи со носење на законот за државјанство, ги исполнат условите, живеат тука, меѓу 40 и 50.000. Што е некаде, ако е се 150.000, тоа е 3 пати помалце, 3 до 3,5 пати помалце од таа бројка кој се говори, од 150.000 која се државјанства. експлоатира, но која никој не ја докажа. И таа бројка ми е слична како бројката која се спомнува на изборите. Таа разликата која им се појавува помеѓу избирачките списоци и бројот на државјани кои се на возраст над 18 години. Сите овие математики цело време ги прави некој за да ги разгорува тие приказни дека во Македонија постојат патриоти и во Македонија постојат предавници. Ќе мавна таа бројка 150.000 државјанства, ќе повтора од 15 години, народ вика да 150.000 поделил Киро Глигоров. Сега велат 120.000 албанци се допишани на попис од 2002 година и никој не гледа дека бројките на пописните резултати не одговарат, бидејќи тогаш треба да има 800.000 албанци во Република Македонија, не 509.000 како што има на пописот 2002 година. И никој не седнува да собери 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 да види која е таа бројка, туку тие шашми намерно се подгреваат и од тоа потоа станува одредена национална фрустрација кај македонците, кај албанци и така натаму. Да, за жал, значи, никој не излезе со конкретни податоци. Намерно, зашто податоците се поразителни за тие што ги лансираат таквите политики. Зашто надвор од реалната ситуација се. Меѓутоа, нивна цел не е докажување на фактот колку албанци се примени во државјанство на РМ. Нивна цел е да се избламира одредена политичка гарнитура по тој основ, со лансирање на проверени
факти, полувистини, недогражани вистини и така Кои натаму. подоцна треба да служат како доказ за предавството кое е направено. Да, која политика после ќе биде репер пред електоратот за да се прави разлика меѓу бело и црно, што не е вистина. Повеќе од 20 години во Македонија не слушаме една иста приказна, почитувани гледачи, дека Македонија треба да го следи словенечкото искуство и дека не треба да подели ниту едно државјанство на луѓето кои не се со потекло од Словенија, односно во нашиот случај со потекло од Македонија, дека кај нас се поделени 150.000 државјанства на луѓе со потекло од Косово, дека Словенија не поделила ниту едно такво државјанство после распадот на СФР Југославија. Дали е баш така, не дојавме тука во Словенија да провериме на лице место. 91-92 година во Словенија околу 170.000 луѓе добиваат државјанство. Да, to su zvanične cifre. Sad, da li je to tačno bilo 100, mislim da je nešto otprilike tako se kretalo. 178.000 je podnesenih zahtjeva, 170.000 odobrenih državljanstva, a negdje 7 do 8.000 ih nije bilo odobrenih. Што значи дека некаде околу 9% од вкупното население на Словенија во моментот на прогласување на независност на Словенија добиват државјанство на Република Словенија, иако не се пород Словенци, иако не се по потекло од Република Словенија. Da, ali su tu živjeli, tu su već imali stalni boravak. 1991-1992 година 178.000 граѓани со потекло од поранешна СФР Југославија побарале државјанство на Република Словенија. Од тие 178.000, 170.000 добиле државјанство. Или тоа е повеќе од 11% од вкупното население на Република Словенија. Da. Што е значајна статистичка бројка, морам да признам. Pa jeste, mislim, te neke procjene čak idu više, čak idu do 15%, pošto u međuvremenu je dosta još drugih ljudi doselilo, mislim, vi morate znati, to je 20 godina je proteklo od tada. U međuvremenu su i mnogi drugi po nekim drugim procedurama dobili državljanstvo. Znači, ta brojka je sigurno narasla. Onda, ne znam, potomstvo imaju ljudi, to je ipak bila vitalna populacija, znači da i demografski natalitetom je narasla. Znači da to možda ide čak i do nekih 15%. Една бројка на граѓани на Република Словенија 92-93 година бе тотално избришени од сите евиденции. Станува збор за некоја бројка која се движи во распон помеѓу 18 и 20.000, 6 и 80.000. Пред една година Уставниот суд на Република Словенија донесе одлука дека и тие луѓе треба да добијат словенечко државјанство. Има една интересна приказна дека еден голем број на луѓе, некаде околу 1,5% од вкупната популација на Словенија после 1991 година бе тотално избришени од секакви евиденции, не добија државјанство, не добија жителство. Има постојан престој тука во Словенија, меѓутоа бе избришени од сите евиденции. Пред 2 години, ако не се лажам, Уставниот суд на Република Словенија тоа го прогласи како неуставен акт и на тие луѓе има возможи преку една законска процедура повторно да добијат државјанство. Brojke su različite. Nekad se govorilo da je to čak ide do 80.000, pa je onda cifra spala na 18.000. Pa je onda sad zadnji neki podatak sa Ministarstva unutrašnjih poslova je bio 23.000. Jer to su različite metodologije su korištene i tako se je dolazilo do različitih podataka. U svakom slučaju ta brojka nije mala. Значи, ако на тие 170.000 граѓани на Словенија со потекло од поранешните југословенски републики се додат овие 23.000 луѓе, тога се добија бројката од 200.000 луѓе со потекло од просторот на поранешна Југославија, кои во текот на овие 10 или 15 години добиле словенечко државјанство. I na kraju se pokazalo da oko 20.000 tih ljudi je de facto živlo ovdje u Sloveniji, da jure ih nije bilo nigdje. Ги немаше во ниједна евиденција. Pa ni jednoj zvaničnoj evidenciji ih nije bilo. И Уставниот суд пресудува дека тие луѓе се во право, дека тоа е неуставно, дека словенечка држава не можела да ги избрише од сите евиденции. Da, i da mora vratiti stalni boravak, dakle, svim tim ljudima kojima je oduzet. Тоа значи основа врз база на која ќе може да барат словенечко државјанство. Da. По сите основи, некаде помеѓу 220 и 250.000 граѓани со потекло од поранешните југословенски републики, дали се тоа срби, бошњаци, македонци или албанци добиле државјанство на Република Словенија, тоа е некаде околу 12 до 15% од вкупното население на Словенија или Словенија, понашки кажано, е зрела за еден нов рамковен договор. Во моментот на распад на поранешна Југославија, постои тој џентлменски договор дека сите малцинства или припадници на одредени други народи
кои имаат своји матични држави, не знам, Срби, Хрвати, Македонци, а се затекнуваат на територија на Словенија, да по автоматизам или со исполнување на одредени услови 8 години престој во Словенија да добијат и словенечко државјанство. Словенија, колку да не и беше тоа по волја, мораше да го испочитува тој за. Pa, po jednoj strani možemo reći da je to bilo ispoštovano, dakle da je Slovenija kao država tu bila korektna. Цели 3 месеци ВМРО ДПМН не обвинува дека бројот на албанци во Република Македонија со попис од 2002 година вештачки зголеме за 120.000 нови лица. Дали е тоа точно, го прашуваме Дончо Герасимовски, кој доаѓа за директор на Државниот завод за статистика, веќе кога беше попис од 2002 година во завршната фаза. Пред 2 месеци, кога беше таа дебата околу прекинување на пописот и спречување, како што беше кажано, на фалсификат на пописот, беше многу експлоатиран еден податок дека 2002 година се 120.000 албанци допишани во пописните резултати. Значи, целата таа пописна статистичка операција беше правена од владата на Љупчо Ѓорѓиевски. Изборите беа на 15 септември, новата влада избрана некаде околу 1 ноември, значи веќе пописот е завршен. Целата таа пописна операција се прави од претходниот директор и актуелен сегашен директор госпоѓата Новковска и од председателот на пописната комисија господинот Зоран Крстевски. Дали 2002 година се допишени 120.000. Значи, да прашувам директно, бидејќи после Новковска вие станавте директор на Државниот завод за статистика, дали се допишени 120.000 албанци во пописните бројки? Во однос на пописот 2002 година, можам слободно да кажам дека точно е она дека го подготвуваше директор, предходен директор кој ше пред ова мене, кој што го на овласти владата. Законот за попис го донесе предходната влада, односно владата на Љупчо Ѓорѓиевски. Во предходниот попис имаше државна пописна комисија со господинот Зоран Крстевски и во предходниот попис овие активности ги спроведуваше тој директор, таа државна пописна комисија, кој што го подготвуваше пописот, го организираше и го спроведе на терен. По спроведувањето на пописот, материјалите, таа државна пописна комисија и тој директор ги прибра материјалите во Државниот завод за статистика. Значи, предходниот директор во играта на случајот и актуелен директор госпоѓата Новковска го спроведува на терен попис од 2002 година и организира и сите предходни активности. Сите предходни активности го прибере материјалот и започнува обработката. Значи, обработката 50% е во тек на обработка кога доаѓа до промена на директор. Значи некаде 60% од материјалот кој е прибран од терен и донесен во Државниот завод за статистика е одработен од предходната гарнитура во Државниот завод. Пописната комисија води господинот Зоран Крстевски, тогаш висок функционер на Либералната партија. После расколот во Либералната партија, кога Андов излага од коалицијата, тој останува, прави посебна партија, останува во владата на Никола Груевски, чисто значи за едно политичко објаснување. И таа значи гарнитура повеќе од 60% од пописот спроведува. Го обработува. Го обработува и претходно реализира на терен. И претходно го реализира на терен со меѓународни посматрачи, со меѓународни наблюдувачи, со мониторинг подпишан на соработка со владата, со Европската комисија, со Европската унија и така. Како е можно да ставите повеќе 120.000 албанци во пописните резултати, ако 60% е обработен материјалот и ако претходно е целото тоа спроведено на терен? Па вие не можете да уфрлите материјал. Ние сепак ова е поширока проблематика за расправа од следниот аспект. Во обработката на пописот, во рачната обработка, така се вика, пред да се внесе во електронски, негде работат околу 150 до 80 лица вработени од сите етнички припадности. Значи 150-180 лица го обработуваат тој пописен материјал. Да не речеме пешки, односно рачно. И тој материјал е добиен од терен, прибран од терен, складиран во депото на заводот и тој се наоѓа таму. Вие за да уфрлите нешто, не знам како би може да уфрлите кога материјалот е завиткан во папка, постојат документи. Таму си има одредени обраци, прописи како тој материјал е прибран, донесен, почнат со обработка и како тече. И вие кои се обработувале одреден контингент на 30, 40, 50, 60%, како ќе пристапите натаму да работи? Тоа го работат живи луѓе. Ние дојдовме во Подгорица да провериме како преку ног србите во Црна Гора стануваат црногорци. Српскиот народ полека исчезнува од Црна Гора,
барем исчезнува тие статистички податоци. Сега некаде околу 28 од 100 граѓаните се чувствуваат ко срби, а некаде пред 15 години имавте референдум кај што повеќе од 90-95% од граѓаните на Црна Гора сака да биде иста држава со Србија, ја направивте таа жабјачка Југославија. Поголем дел од нив, преку 51-2% се чувствува како срби. Што се случува во Црна Гора? Вие денес се борите дури и српскиот јазик да се смета за мајчин јазик. Што се случува меѓувреме? Како црногорци да стануваат црногорци и всушност почнува да ги мрзат србите на некој начин? Меѓувремено, посебно након 45. година, еден број тих Срба кои су живели у Црној Гори одлучили су да то више не буду. И то е njihova волја и то не треба никој да им замјери. To su naši rođaci. Evo, mi Srbi iz Crne Gore znamo da moj brat ostrica, moj kum, moj prijatelj, to nisu Crnogorci neki drugi narod, nego su to sve rođaci. Linija podjele između Srba i Crnogoraca u Crnoj Gori ide kroz porodicu. Jedan brat je Srbin, drugi je Crnogorac. To je više stvar ličnog osjećaja nego što je neke etničke različitosti. Znači, ta identitetska podelba kaj vas je dramatična. Dovela nas je dotle da naši rođaci, koji više ne žele da budu Srbi, za razliku od nas koji i dalje slijedimo nacionalni identitet naših predaka, prosto drže vlast u Crnoj Gori i pokušavaju različitim metodama da nas asimiluju. I nas, koji smo tradicionalisti, koji ne želimo da promijenimo svoj nacionalni identitet, da od nas naprave te novo Crnogorce. Црногорската или просрпската опозиција во Црна Гора обвинува дека на последниот попис бил фалсификатот направен со најмалку 5% од гласовите. Колку процент има на срби во вкупното население на Црна Гора? Срби у Црној Гори према задњем попису има 33%, а 47% говори српским јазиком. Нажалост, 33%. Нажалост, наша национална статистичка агенција je bila u funkciji politike pa je pokušala da taj broj objavljujući zvanične rezultate umanji za neki procenat. Ono što je bilo dobro... Imate сега 28% според официјалната статистика. Официјално su to saopštili, to nije tačno. Ono što je dobro na crnogorskom popisu, da smo se mi izborili u procesu dogovaranja za popis, da svakom građaninu Crne Gore je ostala kopija popisnog listića. Tako da smo sabirajući te kopije popisnih listića naših sunarodnika u Crnoj Gori nedvosmisleno utvrdili da nas ima 33% od ukupnog broja stanovnika. Znači 5% je falsifikovana. 5% je umanjeno u zvaničnom izvještaju i mi smo podnijeli krivičnu prijavu protiv odgovornih lica. Слушнете ова приказна, почитувани гледачи, за потеклото на црногорците и јас верувам дека најголем дел од македонците ќе се препознат во ова комичност на црногорската приказна. Всушност таа тајна полиција по еден исти модел или по една иста матрица ги отвира сите тие идентитетски прашања, не само од Црна Гора, туку секаде на Балкана. Evo ću vam ispričati o našoj policiji. Ovdje u blizini Podgorice se nalazi jedan stari rimski lokalitet Duklja. To je bio nekada u vrijeme Rimske imperije veoma razvijen regionalni centar i 614. godine naši preci Sloveni su u najezdi na ove prostore spalili tu Duklju. To su samo ostaci tu. Međutim, prije nešto više od 20 godina upravo iz centara tajne policije lansirana je teza kako Crnogorci nijesu Sloveni, nego su Crnogorci Dukljani, nasljednici tih starih rimskih naseobina koji su postojali na ovom prostoru. Sve te istorijske, po znacima navoda, istine vezane za identitetska pitanja uglavnom su dolazili iz krugova veoma bliskih tajnoj policiji, što znači da je postojao konkretan interes da i u toj sferi istorije, ne samo u sferi medija, ne samo u sferi operativne politike, nego čak i u sferi istorije da i pitanje identiteta tajna policija prednjači. Кој го правел, а кој го спречувал фалсификатот на пописот во октомври оваа година? Смене беџети, кој го фалсификуваше пописот, бидејќи пописот беше нели спречен, односно прекинат 11 дена после отпочнувањето на таа пописна активност, со одредени изјави на провладените медиуми дека премиерот во последен момент успел да спречи фалсификат на пописот. Кој го фалсификуваше пописот по вас? Ја не верувам дека може таква квалификација да се даде, затоа што не може барем во тек на процесот се додека се одвиваше како што почна, дека може да се прави некоја квалификација дека има претензии за фалсификат. Зошто Али Ахмети политички банкротирал на пописот, иако сите демографски и сите политички аргументи беа на негова страна? На крај ќе испадне дека вие 2 дена пред
почнување на пописот што поднесовте оставка дека сте го фалсификувале пописот на крај ќе излезе целата ситуација, бидејќи влагаме во зона на политички апсурд. Значи попис 2011 прекинат бидејќи всушност 2002 биле додадени 120.000 албанци на пописните резултати. Затоа има повторени пописи Постои пописен материјал кој е во архива. Не само пописен материјал, затоа има повторени пописи. Значи на 10 години испоред стандардите, статистички стандарди меѓународни, се прават на 10 години за да се следи трендот и тенденцијата. Знаете, не можете вие 6% да фалсификувате, а тоа да не излезе во површина. Добро, се чувствувате ли на некој начин искористен? Дали сега од ова временска дистанца, еден и пол месец после прекинот на пописот, може би сваќате дека сето тоа било изражирано уште при правењето на владата на Али Ахмети и на Никола Груевски? Албанците сметаат денес дека Али Ахмети многу лесно е продал својата многу добра стратешка позиција влегувајќи во таа влада и дали хашките случаи или амнестијата на хашките случаи всушност била добра една основа Али Ахмети да прифати едно такво прекинување на пописот. Јас мислам дека стои на силна режија позицијата тоа. Јас поаѓам од друг аспект. Например, кога го прекинавме првиот пат пописот, и знаете, беше причината дека се доближуваат превремените избори и поради тоа се одложи според закон. Со закон се одложи пописот. Во една ситуација кога Али Ахмети во конфигурација на структурите политички беше многу послаб. Биче во тоа време барем премиерот го контролираше мнозинството во парламент. Имаше 63 мандати, пратеници и така натаму. Сега повторно, затоа не сакам да верувам дека тоа било некоја политичко пазарење. Влегуваме во таа операција 6 месеци покасно, според новиот закон. И пак неподготвени. Неподготвени апсолутно, со потполно непроменети ситуации, освен политичките сили во владата. Во ситуација кога Али се зајакнува, Али се зајакнува политички, тој банкротираше во процесот на пописот. И гледате, господине Беџети, ние имаме две структури во власта, македонска и албанска, кои своите политички доктрини и мантри ги прават на бројки. ВМРО веќе 7-8-9 години вели дека пописот 2002 е фалсификуван, бидејќи не знам германски експерти, Дорис пак и кој ли се уште не, им кажал, нели им шепнал дека албанците се 17%. Дуи ги подгрева сите тие шпекулации во албанскиот дел дека албанците се 28, 29, 30, па и над 30%. Одеднаш двете структури која града својата политичка мантра токму на тие бројки, требаше да седнат и да направат попис. Од тој попис или едната или другата условно речено ќе беше поразена. Како можат албанците, например, да бидат во основно и средно образование 32,5%, значи тоа е фреквенција на години од 8 до 19 години, да бидат 32,5%, а во население вкупно да се 17%. До прекинот на пописот во првите 11 дена биле попишени само 3,8% од граѓаните на Тетово. Само 3% во 11 дена. За 11-тиот ден Тетово бил запишано 3,8%, затоа што јас сум ги следел податоците. Ако што ја дадов оставка. Добро, намерно ли не се подготвија? Не намерно. Луѓе одеа по неколку пати да ги попишуваат, меѓутоа не можат. Двајца попишувачи беа од различити етнички заедници. Не може да се апсолутно. Пописниот лист на крај требаше да биде подпишан од двете страни, за да може да се обработува. Секој пат едниот тоа не го правеше на сметка на другиот. И ако тоа се случуваше во Тетово, покасно ќе дојдеше да се случи истото некаде друго, кај што албанецот требаше да му подпише на македонецот. Дури тепачки. И тоа беше дури тепачки имаш. На жалост, дури и тоа физички пресметки. Сето ова, господин Ефтов, јас го имам напишано 9 месеци порано. Што можеше да се случи? Добра, го елаборирав системот и кажав дека требаше да се коригира. Ајде, Али Ахмети не чита, али таму околу него има некој што чита, мајко му се не види, па валда прочитал тоа што се го напишале. Академици во комисијата, 9 месеци професори, Али Ахмет професори, статистичари, академици. Колку што слушам, вие сте имали попишувачи академици, нели има еден пример како академикот Али Алиу требал да попишува Демир Хисар. Да, на жалост и тоа. И тоа 2 дена пред почнување на пописот. На 77-78 години човек, академик на 2 академии, член на Академија Косовска и на МАНУ, требаше да попишува не во својот роден крај, во Ресен, не во место кај што живее во Скопје, туку во Демир Хисар. А знаете колку вакви имаше бисери?
уште 9 месеци пред да биде отпочнат пописот во Република Македонија. Беџети предупредувал дека ќе дојде до карамбол на теренот. Добро, сега медиумите излагаат со одредени информации дека дел од пописниот материјал, што знам, ташни одредени помагала и така натаму, биле нарачени за 25 октомври, а пописот почнал на 1 октомври. Такви апсурдни ситуации сега се вадат по медиумите, тоа покажува дека тука владела една тотална какафонија во целата таа постапка и дека ова власт на влада во Република Македонија тешко ќе биде попис направен. Државната пописна комисија е по закон надлежно тело за да организира, реализира и врши надзор над процесот. Заедно со Државниот завод за статистика. Значи, две институции кои што се надлежни за тоа. Државниот завод за статистика не ни присуства во седниците, во последните мигови, последните денови кога ние требаше да ги правиме последните констатации како е состојбата. Тие не присуствуваат. Не присуствува, не дојдоа на седниците на Државна пописна комисија. Замислите се шетаа по Германија на службен пат и директорката не дозволуваше некој друг дори да дојде на состанок. Сето тоа ја не мислам дека било случајно. Не може да игнорира, а за тоа не знаеше. Не јас, окей, како заменик член, заменик председател на Државна пописна комисија и председателот на Државната пописна комисија, господја Јанеска, не знаеше за тоа. Во седница ни се соопштуваше. И таа излага 1 или 2 дена пред пописот и вели поднесом оставка бидејќи се подутува фалсификат. Знаете, тоа се тешки квалификации. За такви тешки квалификации следат законски санкции. Затоа што ние бевме надлежни по закон за да спречиме сето тоа. Не може да се спреми фалсификат ден по започнување на пописот. Ние сме подготвили, тамо сме работеле 2 месеца турбо за таа работа. И никој пат, дури само јас сум бил тој кој што сум спомнувал одредени тенденции за фалсификување на одредени базични документи, како што беше упатството. Постои записник за тоа. А тие сите тврдеа обратното. Процесот се одвива добро, се подготвува, се окей на терен, излеговме, се сликавме пред камерите и така натаму и така. Јас сакав да останем конзистентни. И крахираше на крај. Нормално, јас бев убеден 100% дека ќе крај. Останете со нас и по рекламите, се враќаме за неколку минути да продолжиме нашата емисија. Well, now you see, I have grown up. Your smile is like a piece of luck, though I don't see it enough. I'll be trying. You gotta look through my happy eyes. Look through my happy. Се е лесно, кога толку многу ги сакаме. Бекутан. 30 години љубов и грижа за нашите малечки. Од сега во ново пакување. Ало, Душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Веднаш се враќам. Повелете, комшивке, се брзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивке, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша меле. Повелете, комшија. Ако од 2001 година Али Ахмети беше командантот Али Ахмети, ако од 2011 година Али Ахмети е конструктивен политичар, со Лјупчо Ѓорѓевски дојдовме да разговараме какво ќе биде третото лице на Али Ахмети во иднина. Господин Ѓорѓевски, Али Ахмети изминатите 4 месеци веројатно направи една добра и една лоша проценка. Добрата е дека сметаш што и ВМРО ДПМН треба да го амнестира за тие хашки случаи, а лошата е веројатно што непотребно се плашеше, барем тоа го мислат албанци, дека непотребно се плашеше, дека 10 години после тоа било која македонска влада ќе се дрзни да го апси повторно Али Ахмети. Се согласувам дека и без правно гонење не постои влада во Македонија која може да покрене процес за хашките случаи, затоа што сметам дека тоа е завршено. Од, како да кажем, од чисто правен аспект, а и од безбедносен аспект и од политички аспект, мислам дека нема сила која може тој процес да го покрене, дури и да не е правно заштитен, како што сега е заштитен. И денеска албанците, значи ние мислам дека има една многу погрешна слика како размислот и што се прави кај албанците. Денеска албанците постои едно незадоволство од начинот на кој Али Ахмети, веројатно најстратешки добрата позиција на било која албанска партија изминатите 20 години, што може да има во една влада, успел така ефтино да ја прокоцка. Па, јас во секој случај, исто така,
можем да кажем дека Али Ахмети има два лика. Еден е Али Ахмети кој го знаеме, нели, кога издаваше соопштенија за преземање на терористички активности, и втори Али Ахмети, тој почна да се менува од кога влезе во владата, коалиционата влада на СДСМ, меѓутоа сега, значи, само ја надоградува таа своја позиција. Едноставно, тој е вториот лик на Али Ахмети. Јас не можам да кажам дека тој во принцип не е и конструктивен за Македонија, значи сето тоа на некој начин се одвива добро, меѓутоа едноставно тука останува непознаницата кој ќе биде третото лице на Али Ахмети во една нова фаза. Али Ахмети летоска имаше една изјава која беше многу тврда во однос на решавањето на статусот на Косово. И рече секој што ќе помисли дека тamo може да се менуваат граници, дека може да има северно Косово и така натаму, се лажи и дека на тоа ќе биде одговорено. Отприлика да парафразирам. Пред месец и пол ден имаше повторна многу груба изјава во исти вокабулар за Македонија, кај што имаше речено дека тој не може да гарантира. Тој не може да гарантира ако Македонија не влезе во НАТО и во Европската унија. Знаете што, и без Али Ахмети јас ја делам истата теза, затоа што и за неја сум зборувал многу одавна. Тоа што ви го кажавте дека го изјавил Ахмети, практично тој зборува реалноста која и без Ахмети ние треба да ја знаеме дека е така. Изминативе 3 недели, изминативе 4 недели, како одеднаш се зоври таа атмосфера помеѓу македонците и албанците. Нели денеше поразивме Грција, остана Грција поразена и изоврија на некој начин, кој екстра словест има, мора знаме палење, па ова и така. Ние мораме да направиме анализа на, да речеме, ја ставаме кризата 2001, иако и таа криза беше дел од, нели, до претходно бевме најдобар пример на мултиетничко соживот, другиот ден, нели, другата година имавме криза и војна. Сега, од тогаш па до сега имавме едно 4-5 ситуации, ќе ве потсетам на некој нив, каде што се оди идеално, и потребни се 2 дена за ситуацијата да дојде на работна на војна криза. Ќе потсетам на Кондово, нели, нападите на Кондово, така, со Красничи, ако не се лажам, така. Ќе потсетам на случајот со Академијата, со енциклопедијата, како за една недела зовре целата ситуација во Македонија. Ќе потсетам на станите на Кале, црквата ќе се руши и нема да се... И сега во најнов настан со денот на албанското знаме. Сето тоа не изборува колку е, значи, кршлива македонската... Не само кршлива, ситуација. Колку за 2 дена. И тоа што е најинтересно, дури не треба подготовка. Знаете, кога обично државите и народите влегуваат во војна, барем прават година дена подготовка за да луѓето се наелектризираат. Овде, значи, до вчера е идеално, за 2 дена да си доаѓаме во ситуацијата кај што трети ден не знаеме како ќе се развива ситуацијата. Ме потсеќа пред 15 години правиме интервју со тогашниот гувернер на Народна банка Борко Становски и му велам каква ќе биде политиката, како ќе обраниме курсот на денарот и така натаму. Он вели за каква политика разговараме ако ние со 1 милион марки тогашни можеме да го растуриме курсот на националната валута. За каква стабилност говориме кога за 2 дена било која странска служба, а ние предпоставуваме кој е или домашна или било кој може да ги искрши тие меѓуетнички односи. Може да биде и темпирано, може да биде организирано, меѓутоа може да биде спонтано. Како што најчесто се случува. Ама навистина може да биде спонтано. И јас сметам дека тука не е голем проблемот само кај албанците. Јас навистина сметам дека и ние македонците некако влеговме во некој филм како нешто, како на некоја семоќност. Ние сега гледам малку се, да го употребам зборот, се чаталиме како србите во времето на Милошевиќ. Тоа што србите имаа некаква основа, а ние буквално немаме никаква основа, затоа што сите тие што се чаталат во такви ситуации, јас ви гарантирам, малку да припука, другиот ден не можете нигде да ги најдете, нели, ако треба реално да се брани Македонија. Останете со нас, се враќаме по рекламите, кога треба да одјавиме вечерашната емисија во Центар. Стариот добар проколин одсега во ново пластично шишенце и во нова модерна амбалажа. Ви ги представуваме и новите проколин вештачки солзи за хигиена на очите, кои овозможуваат чувство на комфор. Заедно со проколин, раствор за чистење, подмачкување и за дезинфекција на вашите контактни леки. Проколин, линија за комплетна нега на очите.
Ало, душа, доаѓам со шефот, подготви нешто. Деца, веднаш се враќам. Повелете, комшивке, се брзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивки, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша бело. Повелете, комшија. Колку начини за искаштување можете да замислите? Ви го представуваме Бронлес, ефикасен при продуктивна кашлица. Бронлес го олеснува искашлувањето и дишењето. Ова беше емисијата во Центар. Сум Васко Ефтов. Вие вечера бевте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи вечерва и вие и јас можевме и требаше да ја дознаеме вистината што се случуваше со пописот во Република Македонија и какви ќе бидат идните македонско-албански односи во рамки на Република Македонија. Ние се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.